Моментално се наоѓаме во срцето на чаршијата Куршумлијан, каде што се случуваат и последните подготовки на 8-то издание на креативниот документарен филм Македокс. Секако како што и ти пред малку спомена, 65 филма ќе бидат прикажани оваа година од 120 земји. Токму за селекцијата на филмовите ќе зборуваме со одговорната личност, секако селектор на Македокс, Петра Селишкар. Петра, добар ден, секако и добро дојде во вестите на 24. Навистина, многу филмови беа оваа година пријавени, 2791 филм, од кои што само 65 ќе погледнеме. Лесна ли беше селекцијата? Селекција е секоја година тешка. Се разбира и документарен филм станува се подобар и подобар и ние стануваме се позахтевни и позахтевни, но имам одлична екипа пред селектори, инако тоа е работа за цела година и нормално сме поделени повеќе селекции за краток филм. Ова година даваме прв пат награда за краток филм, што сме многу горди. Али претежно ова година имаме најмногу ньюкамери, што ги викаме ние, значи се надпреваруваат за награда на млад кромиц. Значи 2/3 се први или втори филмови, така мене ми е многу мило дека млади почнуваат со своји навистина авторски документарци од сите земји, нормално, не само од кај нас. Така, оваа година секако е ставен акцентот на визуелната нарација, односно повеќе слика, а помалку говор. Која беше целта всушност и зашто се одлучивте токму за оваа насока? Да, има повеќе одговори на тоа прашање. Значи, едно е тоа дека секоја година, например, даваме некој акцент на една од професиите. Ова година директори на фотографија ни се у фокус и работилници и сите дискусии под смоква ќе бидат насочени на таа тема визуелна нарација. Како можеш да објасниш тоа што у суштина е филм, без зборови, многу повеќе, него со цело време зборење. Но има и неколку филмова као студентскиот Жени, кај што визуелна нарација не може да ги сопре. Они цело време сепак ќе зборат. Да. Лесно ли ви беше, бидејќи 2791 филм беше пријавен оваа година? Претпоставувам дека сигурно има неколку филмови кои што ставиле длабок печат кај вас. Може ли да ми кажете отприлика за кои филмови станува збор и од која земја доаѓаат? Да. Значи, тие филмови некако ги ставив во тој покасан слот, што е после 11, и се филмови кај што стварно емотивно и некако суштински ги објаснуваат нашиве животи мали. Еден доаѓа од Данска, па е сниман у Израел, значи мешани се. Зборувам за Боби Джейн, за модерна танчерка. Еден филм се вика Machines, Машини, што е индиски режисер, снимен студира у Америка, снимен у Индија. Значи прекрасна визуелна нарација, исто Challenge е прекрасен филм, најбогатите во Емирати, најбогатите луѓе, каква пасија имат со соколи. Па имаме светска премиера на словенечки филм у понеделник, Градот на светлината, многу Чавела, за Чавела Варгас, морам да погледам уште. Има прекрасен филм за луѓе што сакаат природа и скоро сите тие автори ќе бидат со нас да ни споделат како снимале, што правеле. И следниот ден, таков ни е више станата навика, сме под смоква тука позади, значи тие исти автори што имали претходно филм, ќе можеме повеќе да разговараме со нив и да дојдеме поблиску до од кај потикнува желја за таков филм и начин да го направи некој. Навистина имаме широк избор. Од Њу Јорк, луѓе што живеат во осамен голем град, до, не знам сега, морам малце да погледнам, пошто стварно се многу. Филмови се. Грузиска програма е прекрасна. По мене Грузија е многу слична со Македонија, малце по-дива, ама обичаи се многу блиски, со тоа дека они стварно имат
kultura na snimanje, vizualna naracija im je nekako porazvijena i mali temi, suštinski priči se na mnogo ubav način prikaženo. No i pobednik kot v Sarajevo, ki ne bide pred zatvaranje Sonceto na City of Sun, prevodi malce, ja, duž se prevodom. Da. Isto така ќе има и забавен дел каде што бендови од Македонија од странство ќе учествуваат и ќе бидат оваа година дел од Македокс. Може ли малку да ни кажете за кои бендови станува збор? Секој ден, значи, ќе имаме музичка програма, на кој нас е тоа поинтимно, заради филмот Avec l'amour, со љубов, кој што направила музика за филмот. Ќе имаме концерт на Фолтин и ќе имаме концерт на Брина, кој што ствари направила музика за еден филм што беше лани, па Брина, пејачката ни е у Moral Approach жири. Тоа е еден прекрасан словенешки бенд. На затварање ќе имаме Баклава, а сите останати денови имаме по джез, помали засадби со Тони Китановски, со неколку различити музичари ќе ни бидат, значи, доцна после филмови, затоа што нели ние чекаме звездите. Така, за вечерва се распродадени картите, меѓутоа ете за останатите денови сите оние кои што се љубители на документарниот филм ќе може да си ги набават и секако да уживаат во програмата на Македокс. Да, поготово тие покасни проекции мислам дека се многу поинтересни. Ако можете да не заспиете следниот ден за на работа, дојте сепак на тие покасни. Петра, ви благодарам многу што бевте дел од Дневникот.